Овој човек служил повеќе од 2 децении во специјалните сили на Украина и побара гласот на Америка да не го користи неговото име. Во 2008 се пензионира поради лоша здравствена состојба. Но кога Русија го анектираше Крим во 2014, тој почувствувал дека мора да се активира. Носи маска за да го заштити идентитетот. Многумина ја донесо истата одлука во 2014 година и стана волонтери во близина на Донецк, Авдиевка, Краснохоривка и Славјанск. Волонтерски групи, како оваа во Суми, не се само локална полиција, тие се повеќе како вооружени градски припадници. Тие имаат улога на полицајци, за да спречат евентуален криминал. Ја обезбедуваат клучната инфраструктура, поставуваат блокади на патишта, генерално се обучуваат за војна во случај руските сили да се обидат да се вратат во Суми. Овој човек со розова капа има 61 година, другите волонтери го нарекуваат дедо. Друг волонтер, Олег, се нарекува професор. Пред војната предавал на еден од универзитетите во Украина. Викладав інженерні дисципліни для бакалаврів і магістрів. Предавав инженерство на студенти, но и на студии по магистратура и докторски науки. Кога им реков дека ја заменив тетратката за митролез, се ме охрабрија. Постапуваш правилно и јас би заминал да го заштитам моето семејство, ми рекоа. Ви займаєтесь правильною справою, то я б теж захищав свою родину. Предприемачот Адриан дошол од Лавов. Кога започна војната, тој им помогна на жените и децата да се евакуираат во источниот дел на земјата до полската граница. Тој продолжи да помага. Я повіз сюди гуманітарку для пожежної частини. Донесов хуманитарна помош во локалната противпожарна станица и остана во Суми. Беше тешко да ја натера мојата сопруга да се согласи нова, но потоа дојдовме до заедничка одлука. Јас сум таму каде што треба да бидам. Там, де має бути. Адриан се обидел да се приклучи на вооружените сили на Украина во 2014, но не му било дозволено поради неговата лоша здравствена состојба. Затоа, овој пат се приклучи на волонтерскиот батальон, како и многу други граѓани. Имав операција на срцето пред 18 месеци. Овој волонтер се нарекува Пети, има одредено воено искуство. Во 1980-тите тој служил во Нагорно Карабах. Војната е војна секаде. Има смрт, тага за родителите, возрастните, децата, уништување. За разлика од единиците за територијална одбрана на Украина, борците доброволци не добиваат плата од државата. Локалната заедница им плаќа $175 месечно како социјална помош, 5 пати помалку отколку што добиваат борците за територијална одбрана. И покрај ниската плата, во Суми се уште има многу волонтери.